Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Организатор на манифестацијата Денови на македонската народна носија во село Кривогаштани е фолклорното друштво Илинден. Нејзин раководител е, ќе ни се представи? Шашевски Мирослав, председател на културно-уметничко друштво Илинден од Кривогаштани. Од кога се организира ова манифестација и што во неа се опфаќа? Оваа манифестација се организира веќе скоро 4 децении, меѓутоа имавме мала стагнација од 4 години, така да пред 3 години повторно ја обновивме. Се опфаќаат изворните народни носии кои што се носеле пред 50 и повеќе години. Тука се избира најоригинална и најстара носија која што се носила пред многу време, затоа учесниците добиваат и посебни награди. Колку учесници ќе има годинава? Оваа година требаше да има 25 екипи од целата држава, меѓутоа некои проблеми настанаа во некои екипи, 3 екипи веќе не ни доаѓаат, значи имаме 22 кои што ќе учествуваат и на фолклорното дефиле, кое ќе се одржува денес во 14 часот и надпреварувачкиот дел во самата вечер околу 19 часот. Значи најпрво се одржува фолклорно дефиле низ улиците на општината Кривогаштани, а вечер има надпреварувачки карактер кога сите настапуваат пред присуство на публика, така? Да, точно, и сите носии ќе бидат оценувани од стручно жири, составено од нормално етнолози, професори по етнологија од Етнолошки факултет од Скопје и представник од Народниот музеј од Прилеп. Дали сте задоволни од резултатите што се постигнуваат со оваа манифестација? Па тоа само го кажува по себе секоја година за година дека имаме повеќе и повеќе екипи кои што се пријавуваат да учествуваат на оваа манифестација. Се надевам дека и оваа година ќе се представат со најоригиналните носии кои што ги имаат од својот крај. Значи секоја носија, секоја екипа која што ја представува носијата треба да биде идентична за својот крај од каде што доаѓаат. А екипи имаме нормално и од Гевгелиско етничко поле, од Струмичко, од Радовишко, Веница, Гостивар, Тетово, Кичево, Струга, Охрид, значи опфатена ни е целата Македонија. Имате ли сознание колку таа придонесува за негување на македонското творештво? Народно, изворно? Па нормално дека придонесува. Јас мислам дека и оваа година ќе се обратиме ние и до институциите на државата, тоа е Министерството за култура, да оваа манифестација некако ја зачуваме и ја задржиме под капа на државата, да можеме она што е наше народно, што се чувало од пред 100 години, да можеме сепак да го зачуваме и да го презентираме секаде во светот. Знаеме дека преку културата ние сме и амбасадори за представување на нашиот фолклор. Има ли интерес кај младите да се облекуваат во народни носии, како некогаш
барем на вакви или слични манифестации? Па да, тоа се претежно верските празници, кои што се како Великден, Прочка, оваа манифестација која што ја одржуваме ние, која што е посветена најмногу на жените по повод празникот 8 март, затоа што жените се тие кои што го вложиле оној труд за изработка на овие носи. Еве на крајот да ви овозможиме една препорака да дадете до сите оние што го негуваат македонското народно битие, што имаат носи, како да се поврзат да учествуваат на било кој од наредните манифестации? Па добро, ние имаме на интернет и своја страница, како културно-уметничко друштво, Кутилинден од Кривогаштани, и денови на македонската народна носија, на Freemail имаме на интернет. Мислам дека секој кој што сака да учествува на манифестација е добре дојден, да се пријави на нашите броеви кои што секогаш ги кажуваме преку медиумите и во нашата општина директно во Кривогаштани. Добар ден, јас сум член на управниот одбор на Кутилинден од Кривогаштани, кој што постои од 79-та година. Ќе направиме скоро годинава 30 годишнина од постоењето на Кутилинден Кривогаштани. Како фолклор негува вашето друштво? Дали од овој крај или разновиден македонски? Па има повеќе видови на ора и игри, да речем. Има по Вардарија, има Источна Македонија, има егејски, сплет ора, имаме калајџиско, имаме комицко, така се опфатени, да речем, скоро повеќе делови на Македонија ората. Колку членови има во друштвото и каков е интересот на младите за изучување на македонскиот фолклор? Има повеќе членови, мали големи, некаде се збираат околу 70 членови на
културно-уметничко друштво Кути Лигден од Кривогаштани. И како и да младите, како напредува напред, се сака да се запишуваат тука, да играат, да учат и има интерес, има. Дали претежно од, да речем, од Кривогаштани се или од општината Кривогаштани? Претежно од Кривогаштани. Има некој кој што сака да идит, може секој е добре дојден, кој што сака да учи фолклор, тоа е фактични уметност. Сте гостувале ли на некои други места и каде? Да, имаме гостувано на многу места. Имаме, да не речем, скоро низ цела Македонија. Имаме и во странство, имаме во Србија, Виена, Бугарија и така натака. Некои аранжмани за гостување во оваа година имате? Годинава имаме понуди за Франција, имаме понуда за Швајцарија, така тоа ќе биде околу мај, јуни и ќе видиме како ќе реализираме, али може да се замени се, ако биде сето вред. Со што ќе се представите на оваа манифестација вечерава? Или нема вие да учествувате? Ние ќе учествуваме само на дефилето надвор, малата група ќе изигра сплети ора од Повардарие. Малата група ќе изигра, а на вечерашната манифестација нема да имат играње, затоа што имаме многу екипи од цела Македонија, тие ќе си ја представуваат нивната народна носија. Градоначалник на општината Кривогаштани е Горан Каравиловски. Се сретнавме со него и еве да ве замолиме да ни ја представите општината на лична карта. Општина Кривогаштани има 6150 жители, 12 населени места. Во општина Кривогаштани претежно живеат македонци, значи 99,9% се македонци. Низ општина Кривогаштани врват два регионални патишта R516 и R513, значи инфраструктурно е добро поврзана. Жителите во општина Кривогаштани се работи земјоделски крај, преди се занимаваат со земјоделство. Земјоделието значи е главната гранка, во последно време се занимаваат и со сточарство и погоните кои што работеат значи во општина Кривогаштани во овој момент значи не функционираат поради познатите состојби во државата. Меѓутоа потенцијалите со кои што располага општина Кривогаштани се огромни. Имаме 9000 хектари земјоделско земјиште
и премногу потенцијал и воден и можноста за развој на општината во дело на селскиот туризам и така натака. Да искористам и оваа прилика денес поради која што сте дојдени, тоа е манифестацијата избор на најубава народна носија во Република Македонија и редно е да се каже дека ова е единствена ваква манифестација од овој тип во Република Македонија, каде што се презентираат народните носи на македонците, изворните во зависност од краиштата од кај што доаѓаат. Се надевам дека оваа манифестација ќе биде уште помасовна, ќе се помасови и дека ќе најдеме на помош од Министерството за култура, така да на вистина овој ден да биде едно обележје на македонците и да видиме како порано сето тоа функционирало, како се живеело, како се и така натака. За оние гледачи што не знаат каде се наоѓа оваа општина, можете малку да не опишете каде се наоѓа Кривогаштани и соседните села, со кои места се граничат и така натаму? Општина Кривогаштани граничи се наоѓа на регионалниот пат Прилеп-Крушево. Меѓутоа е опколена, граничиме со општина Долна, општина Крушево, општина Демирхисар и дел од општините Могила веќе во тој дел сме Неколку патишта до општината се асфалтирани, а во останатите села? Сите патишта во Кривогаштани регионалните се асфалтирани, имаме добра патна инфраструктура, добра патна мрежа, имаме и канализационо сме и водоводно сме покриени, имаме уште 2 населени места каде што треба да се пушти водоводната мрежа, меѓутоа канализационо само Кривогаштани е покриено и во Кривогаштани има и водовод и канализација. Имавте некои меѓународни донации? Се работи за донации од австриската влада и тие донации во континуитет од 98 година па до ден денес пристигаат и со помош на австриската влада е сето тоа направено и еве да искористам приликата да се заблагодарам за нивната помош, која што се надевам дека и во наредниот период кој што е пред нас ќе биде несебична, затоа што имаме некои договори кои што треба да ги завршиме, за комплетирање на целокупниот процес на водоснабдување и однесување на отпадните води. Јас ви благодарам и ви посакувам на тамошна афирмација и на општината и на фестивалот. Благодарам и вам. Минувајќи низ селото се сретнавме со Јовица Поповски и дознавме дека е член на црковниот одбор. Точно се наоѓаме пред црквата. Која е оваа црква? Оваа црква се вика Свети Димитрија, а во Кривогаштани има уште 3 цркви: Свети Никола, Свети Тодор и Света Пречиста. А црквата Свети Димитрија сега ќе се недуваме е соборна црква на сите цркви во Кривогаштани. Кога е изградена? Имате ли некои податоци? Има податоци дека е изградена во некаде 1910-12 година. Бар така пишува на вратата црквата. До неја, односно во дворот има доста атрактивен даб, така да речем, и на неја некои птици се. Ќе ни кажете нешто за тоа? Дабот во црквата што најдува Свети Димитрија, никој не го памти колку години има. Старите луѓе, најстарите што биле, кажуваа дека бил надвор од село, да се најдувал дабот во ливаѓето. Селото било навака према Прилеп. А точно се на дабот се рибарки. Тие се птици, преселници кои што идаа на пролет заедно некаде со штраковите 10 и 13 март, а си одат на есен. Постојано се тука на дабот или седат тука, да речам, ноќно време одат по храна и се враќаат? Дење одаа по храна, цело време, цел ден се наоѓаат по каналите, по реките, по истечните води, се храна со риби, со жаби, а ноќе се прибираат на дабот.
Манифестацијата се одржува на празникот Свети Тодор, а во општината, во селото Кривогаштани, има и црква што се вика Свети Тодор. Од кога е таа постои? Имало темели наводи, камења, што се најдуваат уште во тоа време. А додека градбата, нова градба е правена некаде 27 година, Возобновувањето. од обновувањето. Да? Во алтарот постои уште од преданијата. Стариот алтар постои уште од тоа време. Пред црквата има еден камен, некоја легенда е поврзана со него. Пред црквата каменот што го гледаме, тој камен е према сказните селски, тој го фрлил крали Марко. Од Маркоковле се надфрлале со сестра му. И тој има една злабнина со раце, како што го фрлале, камено. Спрема таа легенда постои од крали Марко, со сестра му се надфрлале, го фрлила таа во Кривогашани, а другиот сестра му го фрлила кај блатото, другиот камен. Другиот камен сестра му го фрли, значи Сестра му таа го била фрли. јака. И таа била јака, Анđелина сестра му. И се тоа место како се вика таму? Таму се вика испраен камен. Испраен Да, камен. а овој се вика подкамен. Постои под селото и луѓето кога ќе врвеле кај се ергатите под камено. Кај се стоката под камено и така останало и назив на еден пат под камен. Така. И сега тука стои никој него Овој камен стои обележие. обележие и го зедоне како заштита црквата да го заштити. Овде тука стои тој камен. Колку е посетувана црквата? Како има верници што се Црквата- определени само во оваа црква или во сите и останатите? Во Кривогаштани има 4 цркви. Сите се посетени. Ај кажете ги кои се? Ова е Свети Тодор, Свети Никола, Свети Димитрија и Пречист. Добро. Тие сите, ови 3 цркви сите работаат. Пречиста црквата беше разрушена и таму имаше закопнини, во сите цркви има и закопнини. А сега и таа е обновена, пред 15 години таа е обновена, таа ни служи како за венчавки и за крштевки во таа црква, додека таму закопнини не постои. Само за служби ни постои таа црква. Посетувана е оваа Свети Тодор црква? Оваа црква е посетувана од мештаните, овде луѓето што се закопувани, а особено е посетувана на денешен ден Тодорица, и да цело село и по села, од сите села и да чак и од Прилеп и да луѓе на Причесна има сабањето Причесна. Луѓето сега како што е време испостување на недела и му е најубаво да ја направат Причесната во Тодорица овде црквата, од Свети Тодор го знаеме бил најголемиот испосник. Така. И спрема него луѓето се датира и затоа ова црква Кога тука се ида да се причестуваат? причестуваат најчесто. Да ни кажете ваше име презиме? Јас сум Јован Жежовски од Кривогаш. Добро, ви благодарам. Фала. Ние пријавивме за Тодорица за празникот на храмот, ради здравје, ради чест за продолжување на традицијата, не беше чест да се пријавиме и да се продолжи традицијата за понатак. Ради христијанството и ради сите традиции што се во него. Иначе Среќа во вашата фамилија. да. Иначе иницијатор беше мојата ќерка, која се пријави за тоа, за продолжување на традицијата. Значи од вас потекне идејата. Да. Ми имав голема желба да се пријавам и ето ми дојде редос и се пријавив и сега сум за завајчени. Се школувате, работите нешто, представете се. Јас сум матурантка, 4-та година учам економско во Прилеп. Годинава завршувам. Сум многу добра ученичка. Да, да ми помогни Тодорица за запис на факултет. Каде сакате да се запишете? Сакам да одам на меѓународна одбрана Скопје. Благословен е нашиот Бог постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. О Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне. О Господи, јави сја нам, благословен гради
Gospodne, Gospodi, javisia nam, blagosloven kraljivo imja Gospodne. Bogorodice, prileno nije priznecem grešni i smireni, i pripadem pokajanim novu se izgubine duši. Vladičice, pomozi nam i milosrdovaši, poštimsja, pogibajmo množe slave grešeni. Ne odvrati tvoja rabišti, javo jedinu nadezdu imam slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i pristoji vo vijeki vekov. Amin. Milosrdija dveri otvezi nam, blagoslovena ja Bogorodice, nadejušti sja na tja, da ne pogibnem, no da izbavim sja moju od mene. Ibo jesi spasenije roda hristijanskago. Na Gospoda da se pomolime. Gospodi pomiluj. Zašto si svet Bože naš i vo svetlino obitavaš i na Tebe slava voznesuvame, na Otca i Sina i Svetio Duh, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи, помилуй нас. Во 1963 година, по завршување на учителската школа, се вработив како учител во село Бела Црква, кое што училиште беше подрачно на училиштето во село Бршани, и тогашен мој директор беше Миливој Здравковски, подоцна 10 годишен дописник на Радио Битола и скоро 30 години на Радио Прилеп и на телевизија Прилеп. Тој беше од Кривогаштани и еве сега имав прилика да се сретнам со него на овој фестивал и да го запрашам да се подсети за тие години како се одбиваше просветата овде. Во тоа време Кривогаштани беше центар општински на околу 19 села, преку 10.000 жители. Имавме едно во Кривогаштани, едно 8-годишно училиште, едно во Бршани 8-годишно, едно во Бучин и средно училиште во Славеј. И тоа беше. Колку ученици беа фатени? Во Кривогаштани, во Смолетката Манчо Матак, ја викаме, имаше околу 800. 800 ученици имаше и во Бршани, во Бучин нешто помалку, и во Средново имаше 2-3 паралелки. За жал сега скоро преполовени се учениците. Нема толку ученици, ниту во Кривогаштани, ниту во Бршани. Во Бела Црква? Во Бела Црква 10 ученици, 10 ученици. 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 10 уч
Тоа беше подрачно училище на Обршани, имаше 4 паралелки, ти знаеш сигурно. Меѓутоа, тоа училиштето 10 години беше распаднато, сега е реновирано, многу убаво направено, са пред неколку дена јас го видов. И учениците, место да учат во Обршани, од Војани и од Белоцрква, сега си се прибрани тука во новото училиште, многу убаво училиште направено. Колку ученици, не знам, имам. Главно има 4 паралелки, сигурно. Значи, иселувањето се одрази и во овие краишта. Епа, иселувањето, да, си го стори своето. Каде најмногу се иселени жителите од Криогаштани сигурно има неколку стотини домаќинства во странство, во Австралија најмногу и во европскиве земји. Поврзани се со родни крај, доаѓаат на посета. Јас имам син, нај 3 деца во Австралија. Доаѓа често пати, летово беа тука, пред неколку години доаѓаат, ама таму си се. Па сега со помош на интернетот си се видуваме, си разговараме, тоа е добро. Љубов преку жица. Така би изгледало. Друга, така. Колку овој карневал, овој фестивал овде придонесува за евоцирање на спомени од минатото, за задржување на таа народна традиција? Неколку години ми се чини беше прекината оваа традиција, инаку сигурно 20 на години беше активно учествуваа. Беше познато под името како Македонска народна носија од Републикава, после од западниот регион. Сега, слушам денеска, имало од сите места на и од источна и од западна Македонија, околу 22 населени места ќе присуствувале. Ова традиција беше една од подобрите, активни. Имаше и еден друг фестивал, наречен Гроздовер. На него, во чест на Гроздоверот, во Криогаштани имаше многу лозја и лозјата се бере во еден ден. Така беше тогаш договорот на населението, бидејќи да не се прештета некако. Има ли меѓу постарите жители носи што се зачувани од некогаш? Имат носи, меѓутоа не се носат, особено некои вакви свечености. Инаку си чуваат царите. Така се обажиле со селски, да речеме, народни носи. Која е карактеристиката? Си чуваат во карактеристиката на ова носија од Кривогаштани или од околните села? Карактеристиката е што кошулите вака на бело повеќе беа и горната саи ги вика и тие на бело, за разлика од тополчани натаму кои што така на црно нешто носе. Ова носија беше една од најубавите овде во Криогаштани и околните места. Меѓутоа сега нема така, се чува само, ги разграбаа и ги разделија фолклоров. Во Криогаштани има добро културно-уметничко друштво, активно многу, не само за овде, и водит на концерти во странство. Биле во Австрија, беа во Германија, во Швајцарија, беа во Варна, во Бугарија, значи ода во странство е многу активно културно-уметничко друштво. Сега се спрема пак ода, мислам, за Швајцарија и за Австралија дури. Канети се. Повеќе ги кана наши луѓе таму, меѓутоа така, обезбедува некои средства и одаат. Како ги минувате пензионерските денови? Епа, со шетање повеќе по кафани, така. Во Криогаштани ни фали едно катче, да речеме дом, некој пензионерски. Има иницијатива да сега да се формира, имаме простори, меѓутоа имаше некои недоразбирања меѓу општината како собственик на една сала поголема и Телекомо имаше на голема автоматска централа во неа, сега е испразнија, сега имаат една
компјутерска нека мало, колку е Норманче централа. И та ја преместија. Мислам дека ќе успееме да направиме на такво собирање за пензионерите. Дали добро ве распрашував, односно дали ви погоди понешто сакавте да го кажете што е наинтересно или подобро си беше да си остане како учител, а не како новинар? Ами, јас бев учител и новинар, знаеш. Ми беше занимливо да се занимавам. Да кажеме дека тогаш Радио Битола имаше дописници од сите поголеми места во општината. Бевме битолска околија. Да, и Хроника на Пелагонија се викаше емисијата. Јас учествував тогаш. Директори, не знам дали се живи или покојни, Ацо Станковиќ, не знам дали го знаете. Покојен. Ристо Невеневски. И тој покојен. И тој покојен. Нека му е лесна земјата. Многу живеевме, многу така. И многу, кој ќе појдев таму, одма ќе разбере дека сум дојден па ме кане на кафе, па инструкции ми дава во текот на наредниот период, што да пишам, кој е лето за жетва, за едно, за друго, така. Кривгаштан е едно од најголемите населени места овде во овој дел од Пелагонија. Овде има се што има во градовите, има во Кривгаштани. Има најголем пазар во Македонија, сточен и зелен пазар. Во среда е пазар. Има 3 амбуланти со лекари и друг персонал, дење ноќе работат. Аптеки 3-4 има, и земеделски, и обични аптеки. Има паркови направено, има кај игралиштето може да посетиме. Има 4 цркви, кои што ги немат во други населени места, па дури во градови нема толку. Имаме градски часовник, Кула часовник, кој што 20 и повеќе години работи безпрекорно. Нема застој, нема секундите и број. Тоа е на минарето, не на црква, така. Ете, малку ни откривте и од животот на Кривгаштан. Јас ви благодарам многу и ви посакувам добро здравје и натаму запомнување на се она што било дел од вашиот живот. Фала многу. Би сака јас поначесто, понабраго да доаѓаш. После вака убаво исполнета музика, редно е со музичарите и малку убаво да поразговараме, односно убаво да ни се представат. Ај прво да ги чуеме имињата и презимињата. Ќазимовски Алил, јас сум Ќазимовски Алил од Прилеп. Алем Јашаровски од Прилеп. Реджеп Зекировски од Прилеп. Погласно. Реджеп Зекировски од Прилеп. Јашаровски Цефе, ние сме од Прилепчани. Од кога вака настапувате како група заеднички? Настапуваме ние вака како има некои сведени, вамо, тамо, свадби, тоа е, ме разбираш, кој ќе не викни, ме разбираш? Колку години? Па, најмал се, 10 години се бавиме со ова. И што исполнувате најчесто? Исполнуваме ова што го засвирев јас, Долненско, овие шода во Долненик, Долненско, Оро, не оди момент тамо што е она Долненското, и Касапско го свирам, Касапски ора, свирам некој ора, Жикино, Пајдушко, Моравац, вамо, тамо. Све живот што се све вара живот, на да, пазарот. да. Иначе задоволни сте од ова? Абе, нема проблем, нема грешка, добри сте. Тоа е професија? Да, тоа ни е професија. Цел живот? Цел живот, да. Од кој го имате научено инструментот? Ова од свој памет, од свој памет, од дедо предодо. Талент, значи. На талент, од свој памет. Ова од дедо предодо ни е ова. Од дедо Колку пати на овој фестивал учествувате? Па, како да ти кажам, од прилика најмал се 10 години скоро, може и повеќе, 10-15 години. Вака настапувате и сакате, кај што ќе ве барат,
Значи Да. вие одите. Да, Да, ви направиме да, на реклама, да, кај да да. ве побараат, од ни се бендисува музиката. Добро, точно е така, за тоа нема грешка. Значи вас во Прилеп да ве. Да. Име, презиме си кажавте. Да, ви кажам на име презиме Ќазимовски, али и сето е подред како што ти кажам. Од ваша команда. Да. Добро, благодарам. Нема зашто. Се викам Стојко Митковски, инаку сум уметнички раководител на фолклорниот ансамбл Китка од Истивања, општина Виница. На оваа манифестација сме учесници секоја година. Скоро секојаш добиваме и убави награди, први места. Покрај овде што сме на манифестацијата на деновите на македонската народна носија, нашиот фолклорен ансамбл е редовен учесник и на сите фолклорни манифестации во Република Македонија, посебно сме редовни учесници на државниот фестивал Илиндински денови во Битола и таму секогаш ги земаме наградите. Покрај Илиндински денови сме учествували на Балканскиот фестивал, на Оро без граница, на студентскиот фестивал во Скопје и уште еднаш да кажам на фестивалот Пецата на во Долнини. Во странство ширум светот, во многу земји во светот сме настапували на врвни фолклорни манифестации, но сепак со едно голема љубов, со голем елан доаѓаме на деновите на македонската носија овде во Кривогаштани. Овде се осеќаме како, се чувствуваме како да сме дома, многу гостопримивост на самите организатори, на домаќините и се надевам дека оваа манифестација ќе расте уште на едно повисоко ниво, така што и нашата влада, Министерство за култура ќе вложи напори да оваа манифестација добие својот рейтинг да порасне уште повеќе и повеќе. Каква е ова носија со која настапувате овде? На годинашнава манифестација настапиме со Моминската носија, што Александра Петкова ја презентира, потоа со Зетовската носија, што ја презентира нашиот играорец, и со Невестинска носија, исто Александра, играорката Александра. Здраво, јас сум Милан Поповски од Вевчани. Учествуваме на ревијата на народни носија во Кривогаштани. Ова е машката носија, по која старите време ја носеле вевчанци. А ова е невестата, Јасмина Бебековска. Невестинска носија, стара невестинска носија. Имате ли друг пат учествува на овој фестивал? Да, ова ни е трет пат кај што учествуваме на овој фестивал и задоволни сме. Гостопримство има добро. Во Вевчани ја има доволно оваа невестинска носија? Да, ја има. Невести има доволно? Има, да. Имаш избрано некоја?
Сега за сега добро е, понатаму ќе видиме. Еве ги представниците од културно-уметничкото друштво од Брвеница, Тетовско, да ни се представите. Да, ние сме културното друштво Кут Брвеница од Брвеница. Еве ме поканија благодарение на Кривогаштани на избор на носи. Ние гостуеме бевне и у Струга на 8 август, еве данаска сме и туека. Данаска е 7 март. Исто имаме ова избор на носи, се представуваме со носите, имаме поречка носија и поднебјето на селото Брвеница. Ова во вашето село е застапено или во околните села? Во нашето село е застапнето и има плюс од поречкиот дел една носија. До сега сте настапувале на други фестивали? Сме настапувале во Струга, избор на носи, фестивали, сме имале еден хуманитарен концерт во Тетово, што беше, сме настапувале у Сител, тоа журнал, на македонска телевизија, на име на општината Брвеница од Брвеница и сме настапувале у Радовиш, тоа е великденски фестивал, што се оналитuje околу 2-30 екипи, имаме прво место добиено 84 година златен медал и така работиме. Ајде да ни се представите име и презиме. Ѓорѓовски Трпко од Брвеница, родом од Порече. Иначе учествуваме со ова културно-уметничко друштво има 5-6 години, пошто порано имаше некој застој због Сега се возобновивте, значи. Па го обновиме сега и така сега се трудиме све напред да идеме. Ние сме од Какимовска Димка, Блажевска Анđelina, исто со носиве од Порече. Ова носија од кај имат? Поречка носија е. Вие имате подготвено или некој од постарите? Ние, јас сум лично сум везела. Ние сме работали. Сме работили во носија и понапред сме одили, сме ткали, сме везле, све ова скутници сме ткали. Али треба голема умешност да се подготви оваа носија? Треба. Треба ткање, ова треба, това везење. За колку време се подготвува? Ние за сад време се подготвува за облака. За облека, али за изработка? Годиништа. Па годиништа. Ајде ви посакувам се најдобро. Хвала, благодарам.
Меѓу годинешните учесници на овој фестивал има многумина што честопати учествувале на Илинденски денови во Битола, па еве ќе ни се представи. Велин Милев, уметнички раководител на фолклорниот ансамбл Цветови од село Дедино Радовишко. Во Битола колку пати сте настапувале? Па во Битола имаме сигурно 20 години учествуваме скоро секоја година со возрастните и со детскиот фолклорен ансамбл на Цветови од Дедино. Овде со што се представувате? Денеска овде ќе се представиме со две женски носии. Едната е зимна женска носија, другата е летна женска носија и со ергенска машка кој моментално овде не е сега. А вечер ќе биде на настапот и тој тук. Кој би ги има подготвено овие носи? Од нашите баби и дедовци. Да, исто, Милева Марија, Милева Јулија.